во заштита на децата. Според моите сознанија, јас што сум слушнала, дека не секогаш така. Одат се жалат во полиција, полицијата ги праќа на не знам таму на психолог, психологот ги праќа во центарот за социјална работа, постоја не знам каде уште пријава, па не да не, и некаде таму се расплинува нешто. 3 изјави за еден наставник. Дополнително нешто таму и некаде и не доаѓа до никаков резултат. Само со Душко се согласувам за една работа, многу се согласувам. Мислам дека нема да ги амнестираме и психосоцијалните служби од едноставна причина. Значи, не е доволно детето кога ќе го пратиш во училиште, тоа само да биде безбедно, иако и безбедноста е многу клучна. Не е доволно да добие наставни четива содржини за да биде едуцирано и образовано. Воспитната компонента е многу проблематична во школите. Значи, и забележуваме, ни се поплачуваат родители дека со звонење, завршување на училишниот час, едноставно наставниците, воспитувачите не сакаат да се занимаваат со проблемите на децата или немаат време. Вие замислите еден психолог во едно училиште со 200-300 деца. Кај може да постигне со толку многу проблеми со кои децата се среќаваат? Родителите се презафатени, пак ќе кажам, не случајно одиме со подигање на јавната свест, дали денес разговарате со вашето дете. Да му посветиш внимание. Не е доволно да му кажеш те сакам, да го гушнеш. Треба 10, 15, 20 минути, пола сат разговор. А детето кому ќе се довери ако не разговара ни психолог, ни педагог, ни центар влезе, ни граѓански организации го сослушат на телефон, ни родителот има време за него. Значи имаме институционална нефункционалност. Па не сега, не е доволно мобилна, не би рекол во целост институционална, не е доволно агилна, мобилна, ажурна, постојана. Некако да превенираме, значи ние мора да се занимаваме со превенција. Мора, едноставно немаме друг одговор. Оти отпосле џабе и 72 часа да појдат децата на третман, бидејќи тие се клучни, тоа дете вечни трауми. А колку деца, 70% има деца што не го преуват сексуалното насилство. Тајат 5-10 години, тоа се вечни трауми. А да не говорам родоскрнавење, што е најтежок облик. Од сите силувања родоскрнавењето е најтежок проблем. Се извинувам да не отиде погрешно. Правец. Значи се окей ова, тама работа, подигање јавна свест кампања, ама не еднаш селективно. 15 дена, месец дена сега, затоа што програмска содржина не е таа и готово. Нема. Значи системски мора да се гледа проблемот. Сите институции, особено семејствата, ние не може да ги ослободиме родителите од нивната одговорност. Имале зафатени, биле не биле зафатени. Нема шанси. Први нони. На крајот е кршете. И мајката затоа ќе сноси одговорност како пасивен посмаtraч на нештата. Таа исто била задолжена и по закон за семејство и по закон за природа дека мора да реагира. Да не изумиме да кажеме, дај Боже да збориме за примери по 10 години, пред 10 години се случили така натаму, на база на нив. Ни се случуваат многу често. Вие знаете ли во Центар социјална работа колку деца се пријавени? Благодарение на некоја организација, некој совесен граѓанин, некој совесен дедо, баба, татко и така натаму, или мајка разведени и така натаму, кој укажала и кој на време реагирано. Нормално дека тие истории не се кажуваат, маце се семејна тајна, маце се тајна на центарот. Значи ние имаме реакција, да не кажеме дека системот меѓутоа мора да го доведеме до степен ако треба и на совршенство системот да реагира веднаш. А ќе реагира веднаш кога самите дечиња од 5 години, од 4 години ќе препознаваат ситуација, ќе знаат да кажат. И уште нешто, не само треба да менуваме во образовниот процес. И уште нешто, многу е битно, значи не само да знаат и да бидат охрабрени кај да се јават туку и да имаат доверба во државните институции и во граѓанскиот сектор дека навистина ќе се заложат и ќе ги заштитат. Значи довербата, некогаш и таа недоверба, некогаш создава отпор дали да се јавам, дали да не се јавам. И не само недовербата, него и како ќе биде прифатено средината. Оти некогаш родителите од страв, предрасуди, како да не се дозна и така натаму, молчат и тајат, не го пријавуваат насилството. Како? Например, детето мало не знае што е државна институција која може него да го заштити. Мислам, него таа реченица не му значи ништо. Него му треба личност, значи која е во контакт со него, која знае да воспостави топлина, доверба со него и таму ќе се довери. А вака дека има телефон и дека има некоја институција, па и за малите. Затоа што тие поголемите и повеќе знаат и да се заштитат, не дека не се случува, ама овие мали деца институција него не му значи ништо, него некој што е тука со него воспитувач, некој што зборува. Па ако таа негователка денеска има 30 деца, она не може со сите 30 денеска да разговара посебно, а за да се створи тој топол однос, значи нези треба да седне, да зборува, да го сослуша, да види дека нешто детево денеска не е расположено, па да седне со него, па да нацрта нешто, значи да добие третман некој посебен. Значи, им треба време. Јас мислам дека голем проблем е во тоа што ние немаме доволно
Ни воспитувачи, ни доволно психолози, ни доволно педагози. Ако И ако го додадеме во тој пакет дека и родителите немаат доволно време, Да. ако тргнеме од работното Све, време никој од нема 8 доволно време за до 5 децата. до 6, да речеме, од 8 до 18, значи кога ќе се вратите вие во 18 веќе преморени од работа, дали може би си легнало детето да спие или затоа кога велам поставеност на целиот систем, дали ние немаме тука проблем за се ова. Потоа сакам да го отвориме и што влијае пак на таквото однесување, колку она што го гледаме на екраните влијае на таквото однесување. Значи, сензибилизација мора да се направи на сите и да се префрли одговорноста први на самите родители. Значи, нема да ги јанете мислиме тука. Тие се најодговорните секогаш, дефинитивно. И веднаш институциите донивше се. Градинките, образовните, советувалиштата и така натаму, сите ние, значи, имате професионалци во полиција, во здравство и во социјал и непрофесионалци на крајот и кршата. Некои рутински работата. Меѓутоа, мора да разбереме дека овој тип на профили не е јавна администрација, не е архивари, не е внесувачи на податоци, тоа се луѓе што работат со жива материја. Такви луѓе се неопходни, ги имаме на претек, а не сме ги инволвирале. Дури тогаш кога ќе воспоставиме еден систем, на мрежа, на реакција на секој, да не кажам во секоја населба на локално ниво, друго, малце ќе биде другачие. Меѓутоа, родителите повторно треба да се свртиме кон семените вредности. Во основа мора да се најде простор за разговор, што го рече Zmijana Smederevska. Не може да му оставите 10 евра, 15 евра или 100 динари, 200, не е битно и чао, пријатно со здравје. Сега остаме сега сум уморен од работа. Немаш готово, немате контакт и реален е контактот. Мобилниот колку е добар, толку е дефинитивно лош. Ало сине, како си? Супер. Како еве учам со другарите? Нема везе, кој знае каде се. Значи сите пороци, они се изложени на ветромети на надвор, ставени самите на себе да се снаоѓаат. И нормално дека она што е атрактивно за ниво дадената ситуација, емоционално недоволно зрели и социјално, дека први предизвик име нешто што е надворот од системот, надвор, оние нормални човекови вредности, семени вредности и така натаму. Мора да се мобилизираме сите и секој да ја понесе одговорноста и пред малце добро забележате. Образовната компонента е многу важна, и тоа воспитната е најважна. Ние ако имаме воспитано дете, тој ќе знае и дека и треба определен дел да помине и со учење и дека знае и кои се институциите на системот и културното и етиката и моралот и ќе знае на крајот кршата и за заштита на неговите детски права, да знае да му тропне. Ја симпатичен се некој од семејството кога сме имале прилика кога бев порано во центарот, кој ќе каже: "Замислите малецко 3-4 години детенцето вика: "Тато, мамо, јас имам право, ве гледам на телевизија." Континуирано мора да ги бомбардираме и да пораснеме од целата свест, да ја преземеме нашата одговорност во децата наши. Добро, во однос на правата имаме забелешки, морам да ви кажем и од многу родители, баби, дедовци. Вели, вие многу ги охрабрувате децата со информации околу правата и ги штитите, меѓутоа многу малку им давате обврски и информации околу обврските. Така да најверојатно ќе мора во наредниот период и децата да разберат дека правата значат и обврски, одговорности и дека исто треба и тие да бидат соработливи, значи и во комуникација, и во информација, и во едноставно во споделување на некои ситуации кои се многу ризични за нив. Така да мислам дека превенцијата, ако ја ускладиме во системов, а посебно уште од најмала возраст, од предшколска возраст, им предочиме што е право на приватност, што детето не сме никој да го допре, по кои делови од телото не сме да го допре, кои се ризични однесувања, со кого не сме да биде у контакт, да не биде само, да не влегува у автомобил, да не добива подароци од непознати и така натаму. Значи, тој дел мораме едукативниот исто да го запазиме, затоа што на тој начин имаме можности да делуваме превентивно. Кои се причините за ваквиве, да ги кажеме со едно девијантни однесувања? Колку медиумите влијаат, колку она што се гледа, колку интернетот, одредени сајтови, колку не знам, шпанскиве серии, да не кажеме, сега се актуелни со овие убиства, самоубиства, нереализирана љубов, се тоа. Па сигурно дека сето тоа влијае. Прво влијае ова што спомна и господинот Zmijanac и вие што спомнавте, дека сето тоа почнува да влијае страшно на однесувањето на луѓето. Најголемото влијание е во личноста, во воспитувањето, во семејството. Ако таму децата се препуштат да им биде главен воспитувач телевизорот, филмовите, видеоигричките... Децата градат идоли. Не. Ако ние немаме време за нив, и не се идентифицираат со нас како родители, они ќе се идентифицираат со некој јунак, таму од видеоиграта или од телевизиската емисија.
и таму веќе никој нема контрола што ќе се случи таму. Се согласувам, некои телевизии ја почитуваат категоризацијата дефинитивно. Мислам дека и сите у таа категорија. Апсолутно. И дека има некои програми кои се означени со присуство на родител, без присуство на родител и така натаму. Кој ќе води сметка? Па е родителот што треба да биде дома, што ќе му каже ама ако не е родителот, баба, дедо, треба да бидат и ти информирани што може. Да, немаме баби и дедовцеве. Па најблиски некој што ќе води грижа да не му дозволат на детето. Значи дома тој што е. Не, јас се согласувам ако мислите дека телевизијата не треба да не ги воспитува деца, дефинитивно. Значи треба да правиме селекција, што децата у крајен случај еден избор на програми има кај што ние ќе избереме која програма ќе ја гледаме. Знаете како, мислам дека родителот треба да биде толку самосвесен и да направи толку нешто за своето дете, да биде избран од своето дете како некој практичен пример. За кого ќе биде многу поубаво да се дружи него да седи пред телевизор. Дали вие ќе му дозволите на вашето дете компјутер во спална или ќе биде у дневна соба под на некој начин и директен надзор? Моите деца сите имаат компјутер у соба. Големи се? Па сега се, ама беа и помали. На мало дете да му даете да влезе со секакви содржини? Психотерапевтот, дека обратно луѓе. Не, многу е сериозно. Сите имаме ние мали деца. Едноставно тие по цел ден се на Skype, на Messenger, комуницираат меѓу себе. Ти замисли 10 минути да си одсутен и тој компјутер при тоа да е мало дете. Ти, господине Миновски, кажа дека секаква појава може на интернет едноставно навлезеш во секакви содржини. Какви вредности очекуваме такви деца кои се препуштени сами на себе? Па добро, затоа е родителот тука да биде. Ете го контролниот механизам. И јас ќе бидам таја што ќе избере ќерка ми да седи саат време со мене, место да седи на чат. Кога децата се поголеми, веќе е помал проблемот. Ама мали кога се, не смееме да ги оставиме да без на некој начин и директен надзор, што гледаат, што сурфаат, какви содржини. Вие знаете колку педофили упаѓаат и користат лични податоци на децата и се представуваат на нивна возраст само да ја стекнат комуникацијата и довербата и да се сретнат и така натаму и така натаму. Едноставно манипулираат и ги злоупотребуваат. Потребата на децата да остварат контакт. Не можеме децата скроз да ги тргнеме надворот за технолошкиот развој, али затоа е тоа, да им кажеме за се, да зборуваме, сите да им кажуваат за се, да зборуваат и родителите дома, и во училиштето, и во градинките. Ја во едно со сите нас ќе се согласам. Одговорното родителство е клуч на сите можни проблеми. Нема да го реши проблемот во целост, меѓутоа има можност многу да превенира. А потоа полека, бидејќи државата ги ратификувала многу конвенции, таа превзема и обврски, значи ако затоа одговорното родителство нема лек, едноставно мора да се ажурира, едноставно мора да се превенира, мора да се делува, мора да се заштита децата. Ако се родителите неодговорни, што ќе правиш? Нема. Или се одзема родителско право, или се прави строг надзор, или привремено додека не се поправи. Казнената политика? Казнената политика е крајна нужда, иако морам да кажам, почнав така, се заострија казните. Се надевам за овој последен случај со таткото педофил силуваш со неговиот другар кој ги малтретирал двете сестрички, дека ќе добие минимум 20 години затвор. Дека за вакво тешко кривично дело дури 188 казнениот закон, кривичниот закон, веројатно ќе се повикаат основниот суд во Скопје. Ако не, ќе видиме. Се надевам дека ќе се случи во Македонија дефинитивно доживотна казна затвор. Добро, во секој случај рековме институционално, владата особено даде акцент на оваа ситуација. Имаше разбирање, во кривичниот закон се направија драстично се зголемија казните, се донесе акционен план, меѓутоа сето тоа е исклучително добро спакувано како закон, како мерка, како стратегија и така натаму. Ние мора да работиме перманентно на подигање на одговорноста пред се, пред малце зборевме на семејството и на членовите на семејството, потоа на институциите. Да, дефинитивно не само префрламе топка едни на други, него сите организирано да имаме одреден настап, да дефинитивно му дадеме значење на социјалниот работник во училиштата, зашто тој ќе ги поврзе системски сите овие други институции во превенирање, осознавање, препознавање, иницирање на постапка за земје родителско право. Значи, тој институт постои, одамна постои, ми тоа многу малце сме го земале. Нема погрубо занемарување на детското право да гледате дека детенце од 5-6 години држи бебе и питачи, му носи пари на татко му кој пие пиво, например, на 50-100 метра од таму. А да не збориме па за овој тип за сексуално злоставување и така натаму на собствените деца. Значи, тука мора да бидеме ригорозни, и тоа е посвесто. Што правиме во превенцијата, акцентот тука треба да се стави. Значи, да се појачат центрите за социјална работа, да се развие мрежа на добра соработка со граѓанските организации, медиумите. Исклучително важно